Предмет биологија, одделение 7. Наставна содржина, вовед во енергија. Цели на часот. Ученикот препознава различни типови на енергија и пренос на енергија кои се присутни во синџирот на исхрана. Разбира дека енергијата не може да се создаде или уништи и дека енергијата може да се складира. Поими кои ќе се обработат на денешниот час се енергија, видови на енергија: кинетичка, потенцијална, хемиска, звучна, топлинска, светлосна, електрична. Почитувани ученици, на почетокот на часот пробајте да ги одговорите следните прашања. Што е енергија? Какви видови на енергија познавате? Ако ви оди тешко да одговорите на првото прашање, бидете трпеливи. На крајот на часот ќе научите се во врска со наставната содржина вовед во енергија. Па да почнеме. Активност 1. Ваша задача е да напишете 5 реченици во кои ќе го употребите зборот енергија. Речениците треба да бидат од вашиот секојдневен живот. Добро би било да го прекинете видеото додека ја работите активноста 1. Од оваа активност забележавте дека многу често го користиме поимот енергија. Например, јадам пица за да имам енергија. Огнот создава топлинска енергија. На момчето му треба енергија за да го вози велосипедот. На зебрата е потребна многу енергија за да му избега на гепардот. Светилката испушта светлинска енергија. Звучникот произведува звучна енергија. Што е енергија? Енергија представува способност да се изврши работа. Сега треба да продискутираме на неколку прашања. Што им е потребно на живите суштества да се движат? Што им е потребно за да растат? Што им е потребно за да најдат храна, вода или ново живеалиште? Што им е потребно на растенијата да ги остварат процесите на опрашување и оплодување? Одговорот на сите овие прашања е едноставен. Потребно им е енергија. Но какви видови на енергија познаваме? На овој слайд се објаснети двата вида на енергија, кинетичка и потенцијална енергија. Кинетичка енергија е енергија која телата ја користат за да можат да се движат. Потенцијална енергија е зачувана енергија која има потенцијал да се искористи од страна на некое тело за да се изврши некоја работа. На овој слайд гледаме фотографија од водопад. Водата во водопадот има два вида на енергија, кинетичка и потенцијална енергија. Моето прашање е, што мислите? Каде водата има кинетичка, а каде има потенцијална енергија? Одговорот на овие две прашања го имате на фотографијата. Стрелките ни го покажуваат тоа. Кинетичка енергија е енергијата на водата во движење, кога таа се слева низ водопадот. Потенцијална енергија е енергијата што ја има водата кога се наоѓа на врвот на водопадот. Исто така добар пример за менување на енергијата од кинетичка во потенцијална е кога една количка се движи по тобоганот. Кога една количка се движи по тобоган, таа ја користи кинетичката енергија која се создава со самото движење. Кога ќе стигне до највисокиот врв на тобоганот, таа успорува и веќе има стекнато или складирано потенцијална енергија. Кога количката почнува да се спушта надолу по тобоганот, таа забрзано се движи и повторно ја користи кинетичката енергија. Кои други видови на енергија ги познаваме? Ја познаваме топлинската енергија. Топлинска енергија е енергијата што ја распространува загреано тело.
Кога некое тело е загреано, частичките од кои тоа е составено се раздвижуваат. Колку повргу се движат, толку телото е потопло. Вториот вид на енергија е хемиска енергија. Хемиската енергија е енергијата на хемиските супстанции. Таа може да се складира, например, во храната што ја јадеме. Кинетичката енергија ја објаснивме на претходниот слајд. Хемиската енергија, односно нафтата и фосилните горива, исто така имаат скриена хемиска енергија како што има храната. Звучна енергија е енергијата што потекнува од звучниот извор. Звучник на музички систем, музички инструмент, човечки говор, лајање на куче, пеење на птица и така натаму. И на крај, светлинска енергија е енергијата што ја зрачи тело што свети. Енергијата, освен што ја има во различни форми во природата, таа може да се претвори од една форма во друга, односно од еден облик во друг. За таа цел потребно ни е да ја направиме активност 2. Активноста 2 ја нарековме триење на дланките. Потребно е да ги истриете дланките 10 секунди една од друга, како на фотографијата. Додека трае активноста, треба да си одговорите на следните прашања. Што чувствувате? Дали има некаква промена? Какви видови енергија забележувате? Прво, ќе забележите движење на дланките. Тоа е енергија на движење или кинетичка енергија. Потоа ќе почувствувате топлина од триењето на дланките. Тоа е уште едниот вид на енергија. Ако внимателно слушате, ќе можете да го слушнете триењето на дланките. Тоа значи дека се среќава, односно ќе забележите и звучна енергија. Од каде потекнува енергијата за движење? Од каде потекнува топлината? За таа цел потребно е да почнеме од храната која што ја внесуваме. Храната која што ја јадеме, како што кажавме, содржи хемиска енергија. Дел од оваа хемиска енергија се претвара во кинетичка енергија, односно во енергија на движење на дланките. Дел од кинетичката енергија се претвара во топлинска енергија. Како резултат на триењето на дланките, резервата на хемиска енергија во нашето тело се намалила, а топлинската енергија во просторијата се зголемила. Од оваа активност ќе заклучиме дека енергијата ниту се создава, ниту се губи, само преминува од еден облик во друг. Кога зборуваме за претворање, односно трансформација на енергијата, добро е да си го поставиме следното прашање. Зошто се исхрануваме? Одговорот исто така е едноставен. Се исхрануваме за да имаме енергија. Ако тоа го представиме како диаграм, можеме да напишеме храна. Во храната има хемиска енергија. Таа понатаму може да се претвори во кинетичка енергија, енергија на движење, за сите потреби кои што ги имаме во текот на денот за движење, а потоа кинетичката енергија да се претвори во топлина. Топлината се користи или за одржување на телесната температура, а исто така при забрзано движење знаеме дека големо количество на топлина се ослободува од нашето тело. Добар пример за претворање, односно трансформација на енергијата е процесот фотосинтеза кај растенијата. При процесот на фотосинтеза знаеме дека водата од почвата и аглеродниот диоксид од воздухот потребно е да се спојат во листовите. Значи водата преку кореновиот систем и стеблото патува до листовите. Таму, во хлорофилните зрна, потребно е да се спои со аглеродниот диоксид кој што навлекол преку стомите во листот.
За да се оствари овој процес, за да се дојде до спојување на еглеродниот диоксид и водата, потребно е да има енергија. Таа енергија ја обезбедува сонцето. Сончевата енергија, која што ја обезбедува сонцето, го поттикнува процесот и се врзува, односно се вградува во новото соединение кое што се нарекува глукоза. Но повеќе не се вика сончева енергија, туку се вика хемиска енергија која што е вградена во глукозата. Повеќе молекули на глукоза градат соединение скроб. Исто така и во скробот имаме хемиска енергија која што потекнува од сончевата енергија. Ако тоа го представиме со диаграм, ќе изгледа вака. Сончева енергија сончевата енергија се вградува во хемиска енергија во скробот, во шеќерот, а потоа таа хемиска енергија се користи во вид на топлина или пак за разни други процеси кои што се случуваат кај растенијата, за растење, развиток, создавање на цвет, опрашување, оплодување, создавање на семе и така натаму. Освен претворање на енергијата, во природата се случува пренесување на енергијата од еден организам на друг. Најдобар пример за пренесување на енергијата е синџирот на исхрана. На слайдот можеме да забележиме повеќе поими: хемиска енергија, кинетичка енергија или енергија на движење, звучна енергија, животински крик, топлина, одржување на телесната температура. Но да одиме поред. Кога имаме еден синџир на исхрана, како прв член на синџирот на исхрана секогаш ни се растенијата. Зошто е тоа така? Затоа што растенијата се произведувачи на храна, односно ја искористуваат сончевата енергија и ја вградуваат во новите органски соединенија, односно во новото органско соединение шеќер, кој што се создава при фотосинтезата. Значи, во шеќерот имаме складирана светлинска енергија, која што се нарекува складирана хемиска енергија. Првиот член на синџирот на исхрана, а тоа е тревопасен организам, во овој случај скакулецот, се исхранува со растението и при тоа хемиската енергија ја претвара во кинетичка енергија за движење и во звучна енергија за произведување на звук. Следниот организам е жабата, која што представува се што јат. Таа го се исхранува со скакулецот. Енергијата што ја добива од скакулецот ја користи за движење и за како звучна енергија. Понатаму, змијата, кога ќе ја изеде жабата, ја искористува таа енергија за движење, а потоа, на крајот, последниот член на синџирот на исхрана, а тоа е бувот, ја користи хемиската енергија која што ја добива со исхрана на змијата и ја претвара во топлинска за одржување на телесната температура, за звучна и за кинетичка. Треба да нагласиме дека во синџирот на исхрана енергијата од почетниот до крајниот член полека се намалува. На секој член отпаѓа големо количество на топлина која што се ослободува во околината. На крајот од часот ќе донесеме заклучок дека енергијата е способност да се врши работа, дека енергијата може да се пренесува и складира, дека енергијата ниту се создава, ниту се губи, само преминува од еден облик во друг. За домашна задача треба да подготвите постер презентација. Треба да изберете еден синџир на исхрана, да креирате диаграм за да го представите синџирот на исхрана. Секој член од синџирот на исхрана представете го со соодветните видови на енергија. Исто како на фотографијата, на празните полиња напишете ги видовите на енергија. Низ часот ве водеше наставникот по биологија Билјана Илиева од основното училиште Климент Охридски од село Драчево. Ви благодарам за вниманието.